Бугарските тврдења дека не постои македонски јазик се испеана песна без никаква научна подлога. Тоа е потврден уште пред 80 години и признат низ целиот свет. Директорката на Институтот за македонски јазик Елена Јованова Грујовска вели дека истиот се изучува на секаде низ светот, што јасно покажува дека е признат како таков. Жали што истиот во Софија се користи за дневно-политички теми. Тоа е испеана песна одамна и мислам дека сега користат некои дневно-политички моменти за повторно да се актуализира последниве 2-3 години тоа прашање. Ова прашање е апсолвирано далечната 1944 година. Значи пред 80 години е апсолвирано, во минатите 8 децении целиот славистички свет го прифати и општо лингвистиката во светот го признаа македонскиот јазик. Универзитетската професорка Лидија Тантуровска вели дека нема никаква потреба во 21 век да се користи ваква реторика, бидејќи секаде јасно е потврдено дека македонскиот јазик постои. Такви изјави од секогаш постоеле. Сметам дека денеска во 21 век кога постојат современи јазици кои се кодифицирани, сметам дека апсолутно тоа не треба да биде на дневен ред. Науката се занимава со научни истражувања, тоа е покажано со научните документи, така што сметам дека сето друго не е наука. Инаку во рамките на отворените денови на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје беше отворена 9-тата меѓународна научна конференција насловена Македонски јазик, извор на научни истражувања.